Со строг пост, мир во душата и желба за здравје и среќа. Православните верници денес го чествуваат празникот посветен на отсекувањето на главата на Свети Јован Крстител, еден од 15-тите големи празници во Христовата вера. Овој пост е еднодневен, а истиот е строг поради самото отсекување на главата на Крстителот, кој е познат во православната вера. Деца, ја многу... Те строг пост. Празнуваме го па. Ки си местели погачка, ки има ли после ручок денес? Посен ручок ки си свареме грај или кумпири, салата. Едно време постеше И така. ли си? Постило се. Кажат го па. Шо мислите, едно време или сега се повеќе почитува? Сега повеќе почитуват празниците. Ки си запалите ли свекичка? Да, за здравје. А шо посекувате еве на цела Македонија? Здравје? Па здравје да има, мир да има. Љубов? Да. Свети Јован, сечење на глави, Како се главата. обсечен? Да, обсечен. Да. Шо ќе посакате еве на овај празник? На овај празник цела Македонија да биде, што викат среќна, весела Здравје? и здрави да имат сите и младите да си останат тука. На овај ден пости ли си? Да, строг пост. Како го пости? А. Со зејтин или без зејтин? Па, то секој зависи, некој без зејтин, некој со зејтин. А такво е без зејтин да се чинувати строг пост. Едно време Пеша. постите ли си? Не се сеќавам, после постили сме, да, постили сме. Ама едно време беше сиромашко, сине, не беше така, јаде. Ки запалите ли свекичка сега? Да, обавезно. И свекичка ги си влезме. Ке се помолиме. Погачка нешто? Не сам носила погачка, а иначе носам. Даде, Зашо се пали свекичка? па за здрави, Мир? спокој, Шо шо друго. посекувате еве на нацијата? Се најдобро за сите што постоеме во друго што да покажем. Само мир и љубов. Да се сакаме едни со други, а не да се мразиме и нож да си ставаме. Тоа е најбитно на светот. Сите сме исти, без разлика на вера и на нација. Треба љубов, а љубовта е избегана многу далеко. Денеска постои ли истото помеѓу народот? Шо мислите? Не. А особено после короната ептење народот оддалечен. Инаку, страдањето на Свети Јован Крстител се случило за времето на царот Ирод Антипе, кој бил син на Ирод Постариот, убиец на витлемските деца родени за времето на Исус Христос.